Dami i gospoda, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Почитувани и добродојдовте во Гласот на народот. Денешната тема, како што најав, ја посветив на најавторитетната организација на луѓе, народ во државата Македонија, како и секоја земја, а тоа се нашите татковци, дедовци, родители, сето кај што и припаѓа и мојата маленкост, тоа се пензионерите или луѓето кои во секој случај треба да имат максимална почит од државата. 340.000 граѓани на Република Македонија барат правичност, праведност, почит. Тоа е една голема армија која градеше Македонија во сите изминати години, армија која инвестираше во Македонија во делот на незината изградба, плаќање на придонеси, заплати, сето она, во време кога ќе треба да заминат во мировина, што викат, или во пензија, да уживат во благодетите на животот, како нашите пријатели зад горемата бара, американците знаат, сите пензионери минуваат на рајскиот простор, а тоа е Флорида. Сум бил во Флорида, ја посеја Флорида и навистина е рај за американците. Бев и во Сан Франциско и видов дека исто таму е прекрасен простор на живот. Но каде ќе заминат нашите пензионери? Каде ќе одат нашите пензионери кои живеат со филозофијата купи ден помини или дали може тоа да го направат со пензија од 150-60 евра? Еве слушнавме дека нашиот северен сосед линеарно на сите пензионери им доделува по 20.000 српски динари или 10.000 македонски денари, а нашите пензионери и тие што се со најмала минимална пензија искрен се алтруистички настроени, барат линеарна корекција по 3.500 денари. Видите, Вучич, кој утре рече дека четврток ќе замине да провери дали е симната цената на сумесните производи и млечните производи, и сами ќе се увери. Каде е нашиот премиер? Знам дека тој купуваше кебапчиња у гостивар, купуваше мекици и слично парадираше. Верувајте ми, лесно е да бидете варлекин, лесно е да направите смешна фигура од вас. Следете ги чекорите на тие што се поумни, поспособни, поинвентивни, иновативни од вас. Затоа темата е денеска пензионерските протести, а гостин ми е господот Драган Угриновски, координатор на иницијативниот одбор на протестите. Добар ден, или добро вечер, или добро дојдовте. Добар ден, добро вечер, добро ве најдов. Благодарам на поканата, каде што можеме да ги кажеме нашите проблеми, нашите работи што сакаме да ги постигнеме за подобар живот на пензионерите. Не случајно ја дадов најавата, бидејќи, верувате или не можам да го прифатам, да го голтнам тој залог, бидејќи тешко ми оди. Гледам дека луѓето искачаат најискрено, најмакедонски настапуваат. Значи, тука нема политичка провиненција, нема вера, народност, сетона. Иста една душа. Дали се муслимани, дали се православни, тие иста судбина делат. Со 10.500 денари да обстанат на овој голем кијамет на зголемени цени за исхрана, за електрична енергија, за комунални, да речам, сметки и сетона. Имате ли нека формула, да речам, што би им предложиле на тие луѓе, како да обстанат? Со тие пари тешко. Иако најавува дека минималната пензија е 12.000, има и многу пониски пензии, и 8.500, и 10.000, дури некои 7.000. Значи, без разлика на сето тоа, тешко да преживеат со тој износ. И без разлика на сето тоа што е кажано, и ова што кажува дека ќе биде 6%.
инфлацијата го изеде и тоа покачување го изеде. Значи автоматски уште повеќе, значи ако бидеш после треба 12, 15, 20%, а веќе ако покачува по некоја терминологија, тие 3.500 што ги бараме од пред месец дена, инфлацијата ги изеде. 6% на 10.500, 650 денари. Така. Пак ќе го спомнам Вучич. 630 денари. 10.000 денари. Вучич има и многу други работи, погодности, тоа сакав да доставиме писмо и до председател Пендаровски, да појдеме. Тие имаат картички. Картичка за пензионерска картичка за попуст. Кога оди во продавница и покрај сите овие бенефити што ги добиваат, имаат пензионерска картичка. Пензионското има договори државата склучено со како Тинекс, Веро, Стокомак, К-маркет и кога оди таму, од пазарењето добива плюс 15% попуст. Дискон, појефтино. Дискон. Од таа цена што ќе откуцаат со картичката, минус 15% попуст. Значи, имаат дури многу поголеми погодности што нашиве не сакаат ни да не се слушаат. Еве, ќе му поратиме порака на господин Пендаровски. Еве, председателе Пендаровски, имате и од мене порака, и од координаторот на пензионерите, односно и координаторот на иницијативниот одбор на пензионерите, час поскоро или утре примете ги, имајќи факт дека 20 септември е светскиот ден на пензионерите. Така. Покажете се како вашиот колега Вучич, кој 10.000 денари македонски или 20.000 денари српски дава на секој пензионер. Покажете доблест. Испративте барање до председател? Барањето е направено, треба да се достави. Сакавме Ние го најавивме сега што точно име и презиме кои луѓе би дошле, значи да не биде, значи со име и презиме да знаат, пошто тие вршат безбедносни проверки, да се знаат кои луѓе би дошле кај него на преговори, разговори и да му насочиме. Тоа е исто како синдикатите. Значи синдикатите прават договори со разни фирми, да можеш и на рати да купиш, да можеш поевтино да купиш, значи и синдикатот е еден вид како гаранција. Така би било пензионерското здружение како гаранција дека ќе се плаќа тоа. Да, ние ќе збориме за начинот на изложење на иновативни решенија, предлози, имајќи факт дека од пензионерите секој месец по колку се одвојува за талентираните представници на сојузите кои се шетат на Малдиви, на различни екзотични места? Има две одбивања. Првото одбивање е 140 денари солидарен фонд. Добро. Тоа е за давање кога за посмртнини и тие работи, оно е 30.000 денари и 30 денари членерина за пензионерското здружение, од кое 25 денари 27,5 денари идат во општинските, а 2,5 денари иде во Драгане, ајде у бројка да кажеме, оти на 340.000 некаде колку евра му доаѓали околу денари? 176.000 евра од таа Месечно. членерина месечно, од таа членерина од 30 денари. Кај што представник е госпоѓа Савка, така? Да, не, Станка. Станка, пардон, кај кого баравте вие прием, така Да. денеска? Дали ве денеска беше на службено патување, сакав да поразговарам и да ја дадам некои решенија, пошто имаат формирано работна група која треба да ги реши горливите проблеми на пензионерите, а барав исто таму да се вклучат и наши два члена, или 3 или 1, каде што ќе ги решаваат тие проблеми. Таа група која денеска имала состанок втор пат, го имаат направлен тој горлив проблем со таа методологија која е направена за мене противуставна. И тие го направија проблем бидејќи од порано, од почетокот, соодносот од минимална пензија до максимална пензија беше 1:4. Со самото процентуално, до сега е стигната разликата минимална и максимална 1:7. А ако тераат со таа методологија, тоа ќе биде 1:20. Значи, мора таа методологија. Јас сакам да им објаснам на луѓето дека некои викаат, ама тој работел 15 години, овој работел 40 години, па не може исто. Точно. Со самото решение на пензија. Тој што работел помалку допринел, има помала пензија, а овој што работел повеќе допринесол, има поголема пензија. И тука завршува таа работа. Сега понатака не е пензискиот фонд вклучен, него е вклучена социјала и труд и владата. Значи, ако се даваат поголеми, треба подеднакво да биде за сите. За секого треба килопатличен да купи или киросирење или било што, значи мора да бидат износите подеднакви. Затоа бараме линеарно 3.500. Тука се највеќе пензионерите револтирани и најголемиот револт настана кога функционерите ги изголемија 78%. Да бидеме на чисто. Најголемиот револт тогаш настана
И Без да изразат емпатија кон пензионерите кои живеат со 10.500, а сега истите функционери имат колку 2.500 евра или 150.000 денари. Пензионерите не живеат, него преживуваат. Наискрено преживуваат, кога ќе ги плати трошоците за струја, лекарства, малку му останува за јадење. Не може месо да купи, не може, значи гледа некако да преживее. Криво ми е и жално е, сакам да го напоменам тој на министерката и го кажа. Жално е луѓе кои твореле толку години и дојдени се до крајот, значи уште некоја година да живеат, наместо да имаат некој лагоден живот, убав живот, не бараат тие некои големи, значи да има пари за живот, пензија за живот, не да преживува. Срамно е да ги оставиш некои своите родители, своите, значи оние што граделе и ова што изградиле досега, што допринесувале во државата. На грбот на денешните пензионери. И денеска, значи да биде така, значи оставени на милост и немилост. Додека затоа имаше една порака сит гладен не верува. Значи додека не почувствуваат на своја кожа не можат и ни тие да поверуваат. Ја гледам дека постојат и разни обструкции, постоја и многу други работи кои не сакаат да успее овој протест. Имаше изреки од... Збориме за протестот. Правиме на разлика. Не е дека јас да апострофирам моето посета дали Америка или Европа, но која ќе направам компарација, споредба на пензионерите од Македонија наспроти пензионерите во другите држави, черчите слободен стандард. Не се работи за стандард, се работи за респектот кон генерацијата која заслужи и допринесе и за крај. Македонија, почитувани гледачи, по устав и дефиниција е социјална држава. Што тука е нејасно? Што тука треба госпоѓата Тренчевска да ја биде нејасно на госпоѓата Станка беше? Станка, која разбрав дека е на некој службено патување или туристичко патување, како ја што знам како што милуваат и некои медиуми да пренесуваат, но како и да е, треба да даде одговор дали ќе присуства на денот на светскиот ден на пензионерите. Не верувам, бидејќи беа и на други работи поканети, тие се крие од нас, се заклучува и со полиција беа спречувани, така да не можевме актот кој беше со нашите барања да се достави во архива. А малку сум и револтиран од нејзе затоа што на крајот имале состаноци со некои нејзини поблиски и каде што во задната точка ставиле дека не сме ни покушале, не сме ни донеле барања и не знаат што бараме. А беа заклучени внатре, полиција ги чуваше. А бевме некаде околу 5000 луѓе кои дојдовме прво таму и потоа ги повикав луѓето, одете по мене до Министерство за социјала и труд. И таму не сакаа да не примат. Кога пред телевизиите дадов изјава, се плашат од еден документ да го примат, кога почна митингот да се растура, протестот, тогаш пушти Тренчевска од незините советнички да не повикаат дека ќе не примат. Бара 5 луѓе, ние 4 легов. И таму истото тоа, значи, ние не сме со политика не сакаме да се расправаме и кога почнаме да зборуваме за некои земји, она почна да збори, ова не е Австралија, ова е Северна Македонија. 10 пати ми спомнува Северна Македонија. Не дојдовме ние да расправаме за Северна Македонија или било што. Јас сум пензионер од Република Македонија. Сега е сменето Северна Македонија и тоа не по моја желба, не по моје сакање. И не сакаме ние политики. Значи, тука сме сите, така и се договоривме кога почнаме со протестите. Никаква политика. Овдека сме и национално, и македонци, и албанци, и турци, и роми, срби. Сите сме опфатени како социјален случај, сите сме гладни. Додуше јас и кажав и на министерката дека лично јас не сум засегнат со пензијата, имам висока пензија, но жал ми е и грев ми е, имам многу роднини, многу пријатели кои имаат многу ниски пензии, сум ги помагал и не може да преживеат. Од таа причина ме повикаа како да бидам како лидер да ги поведам овие протести, пошто бидејќи имам искуство, поранешно искуство со тие протести, се напатив и реков до крај ќе одиме. Ви сте координатор на инициативниот значи за протест. Кој точно нека разбра дека паралелно со вашиот протест или денот на одбележувањето на светскиот ден на пензионерите, што е логично, нели? Да. Како представниците на трудот 1 мај го прогласија како еден заеднички собир да апострофираат самата вредност на работниците, нели, на 1 мај. Вие се организирате на светскиот ден на пензионерите да изразите протест
кон владата дека не ги решава социјалните прашања на пензионерите. Апропо ова, колку е точно, дека СДСМ организира паралелно одбележување со некакви награди, некакви дешаванки на 17 септември. Оака, ние, значи, во Велес имаме координација со сите пензионерски 53 здруженија ги има, 90% беа, некои не можеа да дојдат. Се организиравме и се договоривме да протестот не биде само протест, да биде прво првиот дел прослава, пошто е тоа светски ден да го прославиме. Ќе имаме неколку од музичката естрада настапи по една песна. После тоа, кој ќе заврши тоа, почнуваме со протестот. Што се однесува до ова, до 17 септември, тогаш се одржуваат, така ги нарекле Станка и нејзините мисленици и Тренчевска министерката, пензионерски игри. Ние за тие пензионерски игри разбравме доскоро, сега, пред некој ден. Нити знаеме пензионерите дека биле на општинско ниво пензионерски игри, а од таму победниците идат на државно ниво, значи Брвеница. Таму ќе присуствуваат 750 пензионери. Колку? 750. На тие 750. пензионерски игри, значи за кои ќе бидат платени патни трошоци, превози, ручек, пијалоци и така натака, како еден вид надпревари. И тоа све ќе го плати пензионерскиот фонд. Значи пак од нашите пари. Од вашите средства. Од нашите средства, значи само за одредена група на луѓе. Одредени 750 симпатизери, поддржувачи на СДСМ. Така испаѓа, бидејќи другиве луѓе што ги прашував, не знаат. Мене ми вика, па не се интересирали. Како не се интересирали? Вие не сте дали известување. Прво тоа се одржува во тие 53 општински организации. Победниците од таму доаѓаат. Никој не знае кој победил, што победил, таму се само селектирани луѓе на еден пикник малтен. Така. Јас, почитувани, предложив и предлагам, значи, ден среда, ќе биде наменет за пензионерите. Денеска е координаторот, наредната среда ќе биде председател на Општинското собрание, да речем Сојуз на пензионерите на општините. Еве, во контекст на тоа ја би ја замел режијата. Имаме настан, тоа е во Свети Николе, заедно со колегите од Велес, каде се собра и изразија една заедничка иницијатива за и околу најавениот протест и изнеса своји барања. Режија, ве молам, додиме со прилозите и се враќаме на студијата. Останете со нас. Пред да почнеме како оди редот кај пензионерите раколоството. Секое здружение што е над 3-4 членови има делегат во собранието во Скопје. Ние сме 53 здруженија во Македонија, од кои што 50 на 100, значи 25 сме стабилни, финансиски што можеме сами да обстојуваме, а другите се со по 300, 500, 1500 пензионери не можат да помогнат, никаква помош им дадат на оние што треба, тоа се Друг пат кажи вода. како оди редот кај пензионерите раколоството. Секое здружение што е над 3-4 членови има делегат во собранието во Скопје. Ние сме 53 здруженија во Македонија. Дали ќе го донеси како закон сега тоа да се случи? Финансиски што можеме сами да обстојуваме, а другите се со по 300, 500, 1500. Ќе ве молам малку за внимание. Пред да почнеме со третата точка, разно за предлози и решенија и донесување на заклучоци, сакам да го поздравам председателот на Сдруженијето на пензионери од Велес, кој ни овозмаш и ова денеска да го направиме тука. Може да, ако сака да се
Продар. Сакам да најдем на разбирање со тоа што дека ова е чисто ентузијастички створено, значи реализирано. Тоа самите пензионери слика испратија до редакцијата. Беше пред емисијата да почне и се извинувам можеби за некои детали од некои фрагменти од кадрите, но како и да е, упатам пораки другите медиуми да имат, најколегијална порака и најискрена, дека ги следат овие настани, нека испраќаат. Исто така медиуми, камери и нека сликаат и нека дадат што повеќе на своите информативни емисии. Можеме ги искоментираме. Ние се надам дека вие бидејќи присуствувате на тој настан и знаете за што говориме. Тогаш беше денот кога во Велес имавме координација со сите пензионерски здруженија од внатрешноста, значи од цела Македонија, и тогаш ги одредивме сите работи како ќе течат настаните комплет за 20 септември. Значи тогаш одредивме и група која ќе говори, луѓе кои ќе говорат, сами кои се пријавија, говорници, луѓе кои ќе одат во тоа технички оддел, обезбедување бина, разгласи, агрегати, пошто не ни даваат струја. Самите си обезбедуваме тоа, значи никој не стои ни една партија и не сакаме да стои партија. Значи можам да кажам лично моја бина, јас со мои раце ја правев и таа користам бина на многу. Дали ова треба, господин Станка, да најмногу има иницијатива, поддршка, бидејќи ова е светски ден на пензионерите? Второ, госпоѓата Станка, која добива хонорари заедно со незините колеги, апроксимација колку беше, од 60 до 90.000 денари? Така нешто, дека имаат и... Тоа се хонорари, Хонорари екстра од тие пензиите. во Сојузот, а во подниските добиваат 2 пати по 9, значи околу 18.000 денари и делегатите, така нешто слушнав, разбрав, околу 9.000, значи не се без пари, значи и тоа се огромен... Финансиски потенцијал. Значи од парите од нашата членарина земаат плата. Значи... Господин Драган, реков бројка 340.000. Во светот ова, ако се претвара во една маса на гласачка машина, тоа е политичка партија која треба да има 70 пратеника. Така. Јас Размислувате да се преминете во една политичка партија. Видов дека има партија на пензионерите, али тоа е приватно партнерство, би го нарекол. партија на пензионери, Приватно на Илија партнерство, Илија коалиција со Николовски, СДСМ. Да, кој има едва 2000 членови, едва 1000 потписи, тие потписи за пререгистрација СДС му даде да пререгистрира. И сега тој глуми. А исто таа партија, па кога беше и нашите барања, кажа тој дека не треба покачување за пензионерите. Значи, таа партија на пензионерите треба да ги застапува интересите на пензионерите, а не да вика против пензионерите, не треба. Значи, гледа, председателот на таа партија само гледа личен интерес, кој има преку 70.000 пензија и плюс има пратеничка плата 2000 евра. И него засега тоа и Сифин гледа за него да биде. Така исто имавме еден иницијативен одбор во армијата кога што беа многу офицери и старешини засегнати. Тој бегаше од гласањата за измена од амандманите да се усвојат. Одеше некаде настрана и беше против тоа. А кога требаше за него за генералските чинови, ние тој 31-виот член од законот успеавме со неколку наши колеги да го решиме и го добивме, но не ги добивме пак оние што тие посебно плюс како привилегирано зема еден член 219, не се сеќавам точно, каде што генералите покрај максималната пензија што треба да се земе од годинава да се пресмета, тие само за ни важеше, за останатите делови во армијата не важеше. Во армијата има 7 начини на пензионирање и затоа се незадоволни беа тоа, но поведени со тоа искуство и затоа после и за овие кажува дека нема потреба, така и Станка рече дека нема потреба за зголемување, затоа што тие се учесници на правење на таа методологија, кобна методологија, која е штетна за пензионерите и која бараме ние во оваа точката до барањата до сите што доставиме да се измени законот. Може да ги прочитате вашите барања, молам. Овие се барања доставени до премиерот на Република Македонија, господин Ковачевски, до Министерката за социјала и госпоѓа Тренчевска и до Сојузот за пензионери до Станка. Значи, ја нема да читам сега, значи... Да, барањата само точките. Владата мора да ги почитува законот за усогласување
објавен од Државниот завод за статистика од месец ноември 2021 година, но и покрај спроведување на законот да даде плюс линеарно зголемување од 3500 денари на основицата на пензијата и одредување на минимална пензија од 18.000 денари. Сојузот на Сдруженија на пензионери веднаш да се укине, бидејќи не ги застапува интересите на пензионерите. Да се укине членарината. Солидарниот фонд на пензионерите да се одвои од Сдруженијата и да се врати на управување на Фондот за пензиско инвалидско осигурување на Македонија. Зголемување на надоместокот за туѓа нега и мобилност, зголемување на надоместок за социјална помош на лица кои останале без работа се до остварување на правото на пензија. И шестата точка, поведување иницијатива за промена на закон за пензиско инвалидско осигурување и утврдување на најниска пензија согласно просечната плата и животните трошоци. Јасно и гласно во 6 точки, така? Дефинирано, испратено до адресите кои ги наведовме, тоа е првиот човек на владата, господин Ковачевски. А зашто не дадете до председателот Пендаровски? Тоа утре задутре треба да бидеме и сакаме да му дадеме таа препорака и таа некои бенефити што ги има соседните земји, што не е проблем председателот да ги направи, значи да даде насоки за тие картички пензионерски за попусти и сето тоа да му дадеме. И таа делегација треба, значи, да кажат кој ден ќе не приме, значи не можеш кај председателот да влезеш така кога сакаш. Па не сте терористи, господине. Не бе, и за кај премиерот да не прими, денеска го достави барањето, да не примат од 11:30 до 12 часот на среда кој изворно ќе бидете информирани за барањата и проблемите на пензионера. Чисти и честни граѓани, не сте амнестирани од некој тероризам с краја да е најревностни граѓани кои плачавте придони за државата, учествувате во изградбата на државата, со оглед дека и ние кој бевме работен однос, ние ги добивме платите благодарение и на вашите придоници и сето нешто допринесовте и дававте во секој случај. Ја би ја замолил режијата само еден мал джингл да одиме и се враќаме веднаш во студијата. Затоа режија ве молам, ако може со шпицата или со джинглот и се враќаме повторно. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Телефоните? Може. Одиме. Гласот на народот не би бил гласот на народот доколку вие не сте. Вие сте главен стожер. Без вас ние сме празни. Меѓутоа не сме празни, исполнети сме и со гнев, да бидам искрен. Еве ја реков сум дел од тимот и јас сум засегнат како пензионер во рамките на се тоа што се случува, имајќи факт дека пензионерот мора да биде главен фактор и за стабилност, и за безбедност, и за совет, бидејќи државата без таа трета генерација, која е суштествена, автентична, автоктона, нема да постои. Верувате или не? Затоа еве би отворил телефон, еве го имате во аголот, и би бил задоволен доколку имам гледачи да се јават, да дадат свој придонес во оваа емисија, која посветивме за и околу светскиот ден на пензионерите и најавениот протест на 20 септември 2023 година. Ви очекуваме, господин Угриновски, што сакате да додадете? Сакам да додадам денеска зашто бев тргнат кај да поразговарам со Станка, председателката на Сојузот на пензионери. Имаме дојава од многу пензионерски издруженија во Македонија дека имаат притисоци да не им дадат, да не им обезбедат автобуси на пензионерите да дојдат во Скопје. И сакам да ја предупредам дека тоа се пари од членарините на пензионерите и тие пари се наменети за пензионерите. И да не вршат притисок. И ако вика дека нема пари, може да обезбедат, да се јават и во локална самоуправа или било како да обезбедат. И реков, доколку не се обезбедат автобуси, дека ние можеме да пројдеме порадикално. И имаме неколку варијанти. Значи, една варијанта формирање и регистрирање на наше пензионерско здружение. Од повикување од ПИОМ да не ги одбиваат членарините, значи тогаш без финанси и Станка и било тие други пензионерски ќе останат. Значи, како паралелно, ако формираме пензионерско здружение, ќе го наречеме како ќе се договориме, дали Македонија, дали било како, не е битно тоа пак ќе си одлучиме ние на координативни состанок. Тогаш кога ќе останат без финанси, бидејќи месечно... Нема Малдиви, нема месечно има, значи, месечниот тој
прилив од тие 30 дена околу 176 до 180 илјади евра ќе ги немаат. Значи, самите пензионери во ПИОМ има да се откажат од тоа и нема средства да има. Можда дел ќе останат овие 750, можда што одат на пензионерски игри, можда тие нема да потпишат, ама со 750 луѓе не може да обстанат еден човек, ама не е повеќе. И сакам уште друго да бараме да она лично Станка да достави акт до сите пензионерски здруженија, тие 53, да не прават обструкции, туку да обезбедат автобуси, затоа што има пари. Ако е 50 луѓе, ќе се обезбеди автобус, ако се 20 луѓе, комбе. И ние не сакаме да обезбедиме автобус да биде за 20 луѓе. Значи, сакаме и ние рационално нашите пари да знаеме како се трошат. И сакам да ја кажам зошто оваа група која ги разгледува сега демек си ги средат работите, нема двајца наши представници. Минимум двајца. А зашто се плашат од вашите представници? Не знам. Дали Страфи или со тоа автоматски оствараат сомнеш дека нешто зад врата прават. И пак нешто ќе не изиграат. Значи, доколку наши лица се присутни и околу тие договори и тие донесување измени на закони, ние ќе реагираме. Не може тоа така, вака, така. Се од тие блокади можда од наша страна или да не излезат тие работи пред пензионерите, па да излезе уште поголем револт кај пензионерите заради она што прават, затоа скришно го прават. Ние треба да сватат они, ние не сме деца, па да не залажат со едноlijавче. Значи, ние ги бараме оние работи што стварно треба да ги има за достоен живот. Пензионерите да живеат, не да преживуваат. 95.000 пензионери примаат пензии до 14.500 денари, апроксимација до 15.000 денари. Така ли исправете ме? Или 140.000, пардон, пензионери примаат до 15, а 90.000 се со 10.500. До 12. До 12. Тоа е фрапантна бројка. Мала бројка е таа што се со големи пензии и настанува отпор, бидејќи тие со големите пензии воопшто, значи не се луѓе, тие се себични луѓе, значи кои гледаат лично само за себе, за својот профит, за својот интерес, бидејќи ако качи 6%, он ќе отиде горе, а овие пак ќе станат со 600 денари, 630 денари. Значи треба тие луѓе да помислат дека утре, ако треба да се брани Македонија, пак тие луѓе одат. Јас се бранев Македонија. Ја бев командант за Тетовско кале. Тогаш идеа работниците, како што имаат србите на изрека, сиромаси дају синове, богати волове. Значи, пак тие ќе бидат. И пак тие беа. И сега тие, да не можат еден достоинствен живот да имаат, јас пак ќе напоменам, јас не сум засегнат, ме боли. Секогаш сум бил патриота и се борам за македонецот и луѓето во Македонија да имаат достоинствен живот. 78% кога би ги вратиле, а има индици, имаме сознание дека косовскиот пензиски систем е кај нас. Како тоа? Има, значи, луѓе кои воопшто ниту еден ден не работеле во Македонија, се испраќаат пензии од Македонија. И денеска им го напоменавме таму, вика не е точно, од каде тогаш и на пресконференции и портали пишуваат. И тоа е вистина. Исто како и за борците за УЧК. Од 2001 година навака им се Косовари примаат македонски пензии. пензии македонски, а немаат ниту еден ден Работено во Македонија. работено во Македонија. Како Кога би странска се пензија. вратиле тие пензии, кога би се вратиле тие 78% и кога би се укинале тие пензии на УЧК кои ја напаѓа држава, ние ја бранев, немаме ништо, тогаш не 3.500, тогаш 35.000 може да дигне. Ова е интересно, да ви искрено. Доста ги следам информациите, али ме изненадивте со информација. Ја би сакал да се Има, испитат. значи, јас им реков да испитат, тие сакаат се кријат, не е точно, но се знае кои се директори на пензиското. Зашто пензиониот фонд некогаш снемува пари, па владата 42% дотира, пари дополнува. Се крадат тие пари. Значи се крадат. Само нашиот народ е мирен, нашиот пензионер е мирен. Нашиот пензионер сака преку институција, вака со хартија, светот да го решиме. Но веќе дојдене ножот до коска
ќе се преде доколку не се обезбедат овие автобуси пошто ги има и такви кои одбиваат, не сакаат ни да ги примат пензионерите, а тие се таму председатели да разговара со секој пензионер. Он не сака да го прими иницијативниот одбор, пример од Куманово. Тоа барем не го доставивте до господја Станка? Да. Во колку не излезе во предвид за 20 да ви даде помош за автобуси, Да, и ќе после тоа, значи формираме координативно тело кое ќе организира во секоја општинска организација да се отповикаат потписите за членарината. Само прогласените лидери, да речем, И представници. ќе останат без финансии. А ова што рековте преска, значи претходно не довршив муабетот, ми поставите прашање, бројката е голема. И уште еден член на фамилијата нека дојде. Од 370, 740, тоа се 74 пратеника. Власта може пензионерите да зема. Премиер пензионер може да биде. Кај ќе биде ни ВМРО, ни СДС, ни останативе. Значи, кој ќе формира влада? Пензионерите. Значи, треба да размислат дека најголемата гласачка машинерија која им дава власт е пензионерите. Тоа треба да го запамти. А Станка не е избрана од пензионерите. Она е назначена лично од Зоран Заев, поставена. Не е на никаков избор. Затоа ние ќе побараме и после тоа и реизбор на сите општински, да самите пензионери во своите општини и тие местни што ги имаат комитети на пензионерите да се изберат своји делегати и да се изберат свој председател. И кој ќе ги застапува интересите. Не како овие Станка вика не треба зголемување на пензиите, или Николовски партија на пензионери не треба, доволно им се. Па тогаш имаше изјави на со 25.000 20 пензионери ако се можат убаво да живеат. Министерката па после се вадеше дека било вадено од контекст и така натака. Мене најповеќе ме повреди кај Тренчевска затоа што ние настапивме овдека без партии. Многу партии нас не подржуваат, тоа е точно, но никаде не се експонира политичка партија. После завршувањето на состанокот кај се, на телевизија на форумот за жени кажува дека организаторите на протестите се родители на високи функционери на ВМРО ДПМН. И јас си побарав јавно да се извини затоа што или да дојде да ми ги покаже кои се мои деца во ВМРО. Јас знам дека имам еден син, тој нема врска со политика. Си има своја фирмичка работи со компјутери и така натака. Но ја побарав да дојде да ми ги покаже кои се, ако не, да се извини јавно. Воспротивно дека ќе поведам постапка пред судот. До ден денеска не е нити се извинила. Тоа истото го прифати и Ковачевски, премиерот, дека позади протестите стои ВМРО ДПМН. Мене ВМРО ДПМН не ми даде струја да кучам, морав да користам агрегат. Значи, се користат некои перфидни, валкани политички игри. Ние не настапуваме овде политички, значи нема политика од првиот ден и секогаш кажуваме на секој состанок, на секој дека нема застапување политика. А да ти нафрлат цело време некој нешто... Затоа се родени. Зашто? Ние ништо не нафрливме на нив. Ние си го бараме нешто за достоен живот. Да, со оглед дека ни остануваше некоја минута, ја би сакал да дадете уште нека оценка и упат на порака до вашите колеги, пријатели, пензионери и кои милувате да ви се придружат на 20 септември. Во тој контекст, кои се ваши следни иницијативи до 20? Продолжувате се организирање на собири, протести во градовите? Секаде, значи, во сите градови во Македонија се одржуваат протести, значи, до 20 ќе се одржуваат. Еве, денеска бе во Куманово, се одржуваше и во Прилеп, и во Битола, и во Тетово, еве сега во 18 часот почнува, значи, ние континуитетот го држиме. Би им препорачал на сите пензионери кои не гледаат и кои ќе разберат за оваа мисија, пример и од другите да им пренесат, потребен е што поголем број на излезеност. Не треба ништо да работат, тие само да бидат излезени. Но, не само пензионерите, ги повикувам и вработените. Бидејќи утре и тие ќе бидат пензионери. Ама и децата на пензионерите кои екзистираат, за жал, од пензиите треба да на излезат, родителите. да биде што помасовен протестот, затоа што и тие вработените утре за година, 2-3 ќе бидат пензионери, ќе се сретнат со истата проблематика доколку не ја решиме. Значи сега е времето да се реши таа проблематика еднаш за секогаш.
Значи, тука сакам да напоменам дека добивме поддршка и во Тетово сега почна и албанците да излегуваат, ќе дојдат и на 20 и тие со пораки пензионерски, не политички, на албански јазик. Затоа ги повикувам и другите националности, ова е за сите, не е за македонци или за сите пензионери, без разлика дали се македонци, албанци, турци, роми, срби. Братство единство да се покаже. Значи, сите, ако е гладен, леп бара. Јас од тоа место мислам дека треба Станка, госпоѓа Станка, нема да сум презимен да ја слугувам, да покаже една човечка димензија наспроти се ова што ве обструира, како што велите со превоз и се тоа, да ви овозможи превоз, да ви овозможи логистика и да се надмине сама себе си со тоа што навистина ќе добие повеќе поени од кога и да е. Од и политичкиот амбиент кој тоа е инстант. Денеска ги има, за месец-два нема да ги има, ќе заминат. Станка не може само да одлучува. Или не сме да одлучи. Не сме, како ќе кажат. Диригентот. И тоа е исто како во политичкиот партии наше калето, како ќе им каже, така како ќе им кажат во власта, така работа. Исто еве денеска ми се случи тоа со Куманово, каде што му викам со парите бе треба, парите се на пензионерите. Ја дека не добиеме да згора од Станка писмен акт, документ, не дам, ни фактури плаќам ни ништо. Абе викам тие ќе земат автобус, ќе донесат фактурата, сега мора да ја платиш. Не плаќам вика, дека не ми каже Станка. Станка им пратила акт да не дава. Затоа што некој да збори рекол. А има ли се обидовте во некои приватни компании да изразат еве на Human Guest? Да, имаме такви, без разлика... прошлиот пат обезбедивме 30 автобуси за кога бевме на 14 август. Успеавме преку некои пензионерски издруженија, значи беа председателите, можам да ги пофалам, коректни објавија, некои кои немаа средства обезбедија преку локалната самоуправа, некои обезбедија преку приватни компании. Еве како денеска што ми рекоа, одете Јоцо Турс, Куманово, повикајте се на моје име, ќе ви даде автобус. И утре луѓето ќе одат да се договорат да дадат, без да видат прво се прават списоци, значи да бидеме рентабилни и ние, ако бидат 150 ќе бараме 3 автобуси. Не да бараме 6 автобуси за 150 луѓе. 20 души автобусот. 20 души, ако ќе се побара комбе, и тоа е упало поевтино од автобусот, 3 пати поевтино од автобусот. Значи да видиме да не трошиме и да не ги ставаме нив од такви трошоци. Значи сега се прават списоци до 17 ќе се направат списоците и тогаш ќе се побарат точно одреден број на пензионери. Сакам само за скопјани да напоменам. Вторник и петок на пензионерите им е бесплатен превоз. Тие рекоа баш кај го најде среда да го организираш, тогаш не е бесплатен превозот. Среда е светски ден на пензионерите. Доставив писмо до Данела Арсовска да тој ден по повод денот на пензионерите, да тој ден даде бесплатен превоз за сите пензионери, за да не може да ми кажат немавме пари за автобус, не можеме да додеме. Тој ден ќе биде бесплатен, доставено е барањето и тој ден слободно да може да дојдат. Ви даде одговор? Не е даден одговор, ама мислам дека ќе биде позитивно. Еве, ќе порака до заменикот на госпоѓата Данела Арсовска. Мислам дека е во Соединените американски држави. Име гледаш на линија? Или завршуваме? Да, завршуваме со само две пораки. Со оглед дека госпоѓата Данела Арсовска си има свој заменик, еве пораката ја упатуваме и од ова место, од ова студио, и од координаторот, од моје лично име од телевизијата, да изрази поддршка и еден Human Guest, да, можете да го покажете, да. Да тој ден, среда, биде слободен ден, бесплатен ден за пензионерите и тоа и покрај тоа што пензионерите имат бесплатен превоз во вторник и петок и сабота и недела, така? Не знам, и за празниците. Вторник и петок знам така. Како и да е, и апел до сите приватни компании во 80 општини кои што ги има Македонија, тој ден нека направат исто еден Human Guest, едно комбе, две комбиња колку што може да испратат и покрај тоа што госпоѓа Станка по 10 пати ја спомнуваме не дава никаква поддршка. Која е уште еднашка порака ваша, можете да упатите оваа камера? Ги повикувам сите пензионери од сите националности и сите кои не се пензионери да излезат на денот, на светскиот ден за пензионерите, да дадат поддршка. И вие кои не сте пензионери, драги граѓани, утре ќе бидете пензионери.
Дајте сега да го решиме еднаш за секогаш овој горлив проблем. Дајте пензионерот да живее, а не да преживува. Повелете, добре дојдени се на протестот на 20. Прво ќе биде како еден вид прослава, а потоа ќе протест. Доколку бидете што во поголем број, ќе ви се заблагодарам јавно на бина. Во 20 часот, така? Од 11. 11 часот. Од 11 часа. Добро. Благодарам уште еднаш што бевте мој соговорник, посакувам успех и многу пензионерски години да помините, но ставите крај на више нови проблеми во Боготи. Ви благодарам што ме поканите. Со чест и задоволство. Веќе вам ви благодарам за вниманието. Можете да не проследите во репрезните изданија на нашиот интернет сајт. Верувам дека наскоро рековме дека ќе видиме на другите провайдери. Бидете ми живи и здрави, се гледаме утре во исто време. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. Со Слободан Томич ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.